Често пати се случуваат и измамите со СМС пораки, ги има во последниот период многу често кај нас. Предпоставам голем број луѓе добиле СМС порака со тоа дека имаат пратка во македонска пошта, па треба кликнат на линкот и да остават одредени податоци и тие ги има доста често. И исто така, бидејќи постарите лица се тука повеќе ранливи, еден период беа многу актуелни измамите со телефонски повици, односно кога на некој постар член од семејството ќе му се јават измамниците и ќе кажат дека некој негов близок роднина млад или внук или ќерка син доживел несреќа и дека треба да се пратат пари на таа и таа сметка. Така што доста широк е опсегот на и можностите кои што ги имаат измамниците, односно сторителите на вакви тип кривични дела. Тоа баш ме наведува на следното можеби прашање, кои се типично некои од жртвите кои најчесто потпаѓаат или се измамени во некој од овие шеми, можеби поконкретно за оние кои ги среќаваме на социјалните медиуми. Па опсегот, ако одиме во возраст, предпоставуваме многу широк, барем понашто статистички го има во голем дел од земјите, се движи и од 18 години па се до 59-60 години. Со тоа што во зависност кои се измамите зависи нели на која возраст се наоѓаат жртвите. Предпоставам нели или како што споменав претходно, најчесто на телефонските се по старите лица, додека на онлайн измамите не се само по старите лица. Во основа, луѓето често пати заради незнаењето некогаш или недоволната дигитална писменост кликнуваат на некои линкови или пак веруваат на некои понуди. Се разбира, тука влијаат и многу психички фактори, меѓу кои што е и нивото на доверба, потоа потребата за брза заработка, некогаш и алчноста како негативна карактеристика на човекот. Така што сето тоа во една корелација на крајот може да доведе до тоа секој да биде жртва на измама на интернет.